тек ќе почне овој напад и овој криминал многу ќе не удри сите нас како граѓани, затоа што веќе се научивме сите да добиваме некакви SMS пораки од тој систем за безбеден град, во кој што се содржат линкови со вистинската казна, односно не е се уште казна, туку е само прекршок, во иднина ќе биде казна. Она што е опасно во оваа приказна е дека грото од граѓаните едноставно по инерција дека добиле некаква порака ќе кликнат без многу внимание. Прочитав дека Министерството за внатрешни работи има дадено апел и упатство на што да се внимава. Но јас тука би предупредил дека тоа упатство, да, многу е корисно за нас како граѓани да знаеме на што треба да внимаваме, но за жал истовремено е упатство и за криминалците. Утре истите тие криминалци ќе го лажираат тој формат на порака, како што опишале од МВР дека треба да изгледа, и следната лажна порака, не ова, инаку веќе не знам дали знаат граѓаните од вчера, има кампања на првата итерација на овие лажни пораки за прекршоци со обид да се украдат податоци и платежни картички. Она вчера која излезе беше прилично неуспешна, бидејќи беше многу грда, многу неубаво беше сработена измамата, имаше лесно препознатливи елементи што се очигледни дека не се вистина, и сепак одреден број на луѓе, ова ми го кажаа денеска пријатели, биле до толку збунети да нивни родители, повозрасни луѓе кои добиле СМС, велат, ама јас веќе немам возачка дозвола, зошто го добив ова? Не ни помислиле дека е измама, зошто јас добив казна, е првата реакција. Така да кампањата е веќе започната и ќе станува се подобра и подобра. Криминалците им е многу едноставно да ја направат следниот пат подобра. За жал, упатството од МВР ќе помогне малку, ама не многу. Затоа што следниот пат криминалецот ќе ја направи таа измама само подобра, односно пораката повеќе да личи на тоа што е вистинскиот формат. Мојот предлог, знам дека не е ова лесно, знам дека нема да се случи веднаш, е целиот систем да има механизам граѓанинот независно од пораката да потврди дека има прекршок и казна. Што би значило дека треба да имаме некаков портал, дали тоа ќе биде преку услуги Gov.mk, дали ќе биде преку ЈП, дали ќе биде преку некој трет систем, каде што сите ние како граѓани или грото од нас сме автентицирани и може да се најавиме. Ако постои такво нешто, тогаш граѓанинот ќе добие порака, но правилото што го препорачуваме како сајбербезбедност, како луѓе од фелата на сајбербезбедност, проверете независно, може да се употреби. А добро, јас добив порака. Не кликајте на пораката, отворете си сајт, најавете се со ваша лозинка, ама независно, не од линкот, и видете дали таму нешто пишува. Ако ова не може да се направи, може и со некој контакт центар да се работи, добар ден, официјален од Министерство или од дигитална трансформација, добар ден, јас сум тој, со некоја валидација, број на лична карта, можеби, дали имам казна? Да или не? Ама вака мора да изгледа пораката, за жал не е доволно добро, бидејќи утре некој само ќе ја препише пораката. Во моментов се сведува на едукација и свесност. Отворено да кажам, ова не е нов тип на измама. Канада и Австралија го имаат исто тоа како тип на напад со години, бидејќи Канада и Австралија го имаат системот за електронска детекција на прекршоци со години. И кај нив стасува нотификација исто на некој вид на СМС. Но и криминалците истото се обидуваат да го направат, така да не сме први да проаѓаме низ истата мака. И Канада и Австралија тоа го решаваат на различен начин, во секој регион различно, некои имаат портали, некои имаат телефони, некои имаат различни механизми за валидација, бидејќи сите се соочиле со истата работа, се додека се сведува да индивидуата го решава својот проблем, ќе се најде индивидуа на која ќе и се брза, која нема да биде доволно свесна, нема да биде доволно концентрирана, едноставно ќе се лизне. Се уште ги добиваме оние пораки, имате пратка од пошта. Колку години веќе луѓе се лизнуваат на истата работа и повторно се лизнуваат. Не е прашање веќе дали некој не знае дека постои измамата, сите ние можеме да бидеме деконцентрирани. И јас, и вие, утре во момент на помало внимание, ќе кликнеме таму каде што не треба и тоа ќе се случи. И затоа е подобро да одиме на принципот не кликајте од линкот што ви стасал, бидејќи линкот што ви стасал може да биде од криминалец, проверете независно. За тоа ни треба системска поддршка. Колку е лесно или тешко државата да им влезе во трага на овие измамници и дали ваквите
обиди за измами доаѓаат од внатре од држава или можеби се од надвор, од странство? Дали е тешко воопшто тоа државата да го процени, да им влезе во трага на криминалците? Дали е тешко, можеби е прашање за луѓе од Центарот за сајбер безбедност на МВР, не можам да одговорам директно. Она што можам да кажам, бидејќи вчерашниот напад го анализиравме, беше скриен позади сајт кој што се нарекува Cloudflare, кој што е еден вид на филтер, маскира од каде доаѓа вистинскиот сајт, така да не можевме да го лоцираме од каде доаѓа сајтот. Го анализиравме кодот на сајтот до кој што водеше измамата. Тој код имаше кинески зборови во себе, така да ако ништо друго, софтверот што ја генерира страната за измама е направен во Кина, дали го хостираат во Кина, дали некој го продал на некој трет па го користи, не можам да ви одговорам. Но она што можам да констатирам само со тоа што има кинески зборови внатре е дека ова е скалабилна измама. Нема да се направи еднаш само за нас. Ќе се направи со истиот софтвер да работи за безброј локации и едноставно кампањата ќе биде многу ефтина да ја пуштат од било каде во светот, за да врти за многу сајтови и многу држави истовремено. Многу ефтино, а може некој ќе се фати и криминалците ќе добијат пари. Дека е локализирана, можеби ќе биде локализирана, ама мене повеќе ми личи дека ќе имаме само уште една итерација на овие глобални кампањи. Кампањите за пошта исто не се локални во најголем дел. И тие се само една огромна ура на слични измами низ цел свет. Кога ќе се случи кај нас, се случува и во Малта, и во Германија, и во Америка, и било каде. Истиот сајт е, само генерира различни страни со различен јазик. Значи, овие измами нема да запрат, едноставно наше само како ќе продолжиме да реагираме и како држава, но и како општество, како индивидуи на сето. За жал тоа е тоа. Криминалот стана глобален, криминалците се одлични во дигитална трансформација, ние мора да стасаме по нив.